Преполни контейнери ѓубре расфрлано на сите страни, па дури и во тревните површини. Скопје се уште наликува на депонија, иако од комуналец рекоа дека ќе го исчистат градот, на терен никаде ги нема. Она што го има е купишта смет кои натаму ја наградуваат сликата во главниот град. Иако делумно почна да се собира ѓубрето во главниот град, состојбата во помалите населени места, односно во помалите улици, и натаму е загрижувачка. Граѓаните реагираат дека и натаму се шири одвратна миризба, па затоа бараат од град Скопје и од институциите да покажат поголема сериозност. Граѓаните реагираат дека градските власти само бистрат политика, а никако да се фатат за работа. Чекаме да го исчистат, што да правиме? Што друго? Да кренат да исфрат кај што треба да го однесат. А не дошло редот изгледа тука. Што тоа зависи, на некој место е очистено. Да. Од градоначалникот, браво, невесто, кажете им. За во центар градоначалникот нека го исчисти, а не да создава незадоволство кај народот и политички поени, толку. Што друго треба се прави, него да се санира. Вработените во комунална досега требаше да го соберат сметот поради топлото време, додаваат граѓаните, кои веќе и нема каде да го фрлаат ѓубрето поради преполните контейнери. Во ова летна сезона вака да се случува, мислам, вистина е многу несватливо. Комунална хигиена се однесува, како што гледате, неозбилно. Тоа е катастрофа жива, брат. Жива катастрофа. Немам што да кажам. Рекоа ќе исчистат тамо во помалите улички, некако состојбава гледаме дека е алармантно. Ништо, уште ништо. Треба да види градоначалничката и да преземе поткитно мерки. И додека Скопје се гуши во сметот од преполните контейнери, надлежните велат дека се работи на терен. Луѓето не можеле да постигнат да завршат се, но уверуваат дека проблемот е бил надминат. Се пожалија дека дел од работниците од трета смена веќе биле избркани од работа. Меѓу нив биле и луѓето кои учествувале во блокадите пред комуналец. Ние поради граѓаните, хатар на граѓаните, прекинавме со револтот да го чистиме сметот. Оти времето е многу топло, да не се шири некоја зараза. Успротивно добивме откасни решења. Баравме леп, добивме откасна решења. Луѓе што работевме по 30-40 години работен стаж во комунална хигиена. И додека ѓубрето се таложеше и скапуваше со денови пред контейнерите, улични мачки и кучиња го растргнале насекаде, што представува сериозен извор на зараза. Во меѓувреме граѓаните на социјалните мрежи веќе објавуваат и видеа од стаорци кои шетаат по скопските улици. Сликата, пишуваат, е ужасна, зашто комуналниот колапс досега велат 100 пати требаше да биде решен.